Почитувани гледачи, ова е емисијата Визави на програмата на канал ВИС Очи во очи со првиот човек на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Жулиета Ѓуркова. Во наредниве минути разговараме за сите оние актуелности проекти кои што доаѓаат од овој центар и се во интерес на Југоисточниот плански регион и на сите граѓани од овој дел на државата. Ѓуркова, јас ви благодарам што одвоивте време за ова интервју во рамките на емисијата Очи очи или Визави на програмата на канал ВИС. Ви благодарам и вас на поканата и секако поздрав до сите гледачи на канал ВИС. Целта на Југоисточниот плански регион е да го развива буквално целиот регион, имајќи во предвид дека тоа е основната улога. Но сепак на самиот почеток да објасниме на нашите гледачи постоите колку време и која е основната улога и цел за кој што државата ги создаде или пак ги основаше заедно со локалните самоуправи тие 8 плански региони. Токму така, значи постоиме повеќе од една деценија. 1 декември, 13 години откако работи центарот функционира. Формиран е согласно законот за рамномерен регионален развој и по него се водиме. Главната цел е секако да се намалат диспаритетите во самиот регион, да се намали миграцијата од село во град и секако и најважното од другите региони кон главниот град, а и најважното надвор од државата. Целта е сите оние рурални средини што се помалку развиени да направиме што може повеќе проекти таму да се имплементира, да ги развиеме и да обезбедиме подобар и поквалитетен живот, и тоа е единствениот начин на кој ќе спречиме таа миграција. И во поголемите градови, и во градот Скопје, меѓутоа и миграција надвор од државата. Значи, колку што ве разбрав, намалување на разликите во квалитетот на животот во рурални и урбани средини е главната поента и главната цел. Успеавте ли во овие 13 години како Центар за развој на Југоисточниот плански регион да ги намалите тие разлики во однос на помалку развиените подрачја во овој дел на државата и поразвиените? Сепак, идентични условите не се во Струмица и во некоја населено место или пак помала рурална општина? Мислам дека разликите секогаш ќе постојат од едно на друго место. Нашата цел е само да го направиме квалитетот на животот подобар. Во тоа работиме и ние како центар, меѓутоа и општините и дел од невладините организации. Значи сите на некој начин имплементираат проекти и работат на тоа да се постигне. Дали успеавме? Морам да кажам, на почетокот кога почнавме, средствата за реализација на проекти беа многу помали, колку поголеми средства, толку повеќе проекти и секако подобро за граѓаните. Морам да кажам, тие средства ете се зголемуваат. Се надевам дека во еден добар процент сме го направиле тоа. Најголемите разлики секако ќе се гледат кога ќе имаме повеќе достапни европски фондови, каде што ќе можеме на вистина многу да работиме, и тогаш ќе се намали таа голема разлика ете што ја има. Ѓуркова, да разграничиме. Дали средствата вие сами ги обезбедувате како Центар за развој на Југоисточниот плански регион? Предмалку ги спомнавте меѓународните фондови, европските фондови. Дали средствата вие сами аплицирате, се обидувате да обезбедите средства кои што потоа ќе се пренасочуваат кон локалните самоуправи, односно кон граѓаните, колку што ве разбрав? Да, токму така. Значи, ние како центар самостојно аплицираме на проекти, со тоа што секој еден проект, кога се аплицира, мора да има одлука од Советот за развој на Југоисточниот плански регион, а Советот за развој го сочинуваат 10 градоначалници од сите 10 општини во овој регион. Аплицираме сами, значи покрај тоа што општините аплицираат и имплементираат европски проекти, ние го правиме тоа сами. Аплицираме и имплементираме и во тој дел, можам да се пофалам дека сме лидери во целата држава во однос на другите центри. Де добивате средства од државата како посебни кои што се за социјална намена, регионален рамномерен развој?
Или Да. тие се минимални, не знам за тоа. Па вака, морам да кажам, кога почнавме на почетокот, средствата не беа големи, меѓутоа со тек на време тие се зголемуваат. Со донесувањето на Законот за регионален развој, значи беше направена програма за рамномерен регионален развој, од која ние како центри користиме средства, меѓутоа користат и општините. Она што е важно да се каже, ете, кога веќе зборуваме колку сме развиени, колку не, југоисточниот плански регион е втор по развиеност во нашата држава, веднаш по Скопскиот плански регион, што сме посебно горди на тоа, меѓутоа значи во однос на таа програма, значи колку поразвиен, толку помалку средства добиваш. Најнеразвиените региони земаат многу повеќе средства добиваат, а кај нас од прилика е некаде половина за кое и да се работи вредност. Меѓутоа, тоа е еден дел, некаде 70% од средствата одат за проекти за регионален развој, кои центарот директно аплицира, а остатокот ги користат директно општините од оваа програма, што до претходната година имаше 2 подпрограми, тоа беше за развој на села и за развој на специфични развојни потреби. Од оваа година, согласно новата измена, имаме нов закон за регионален развој, има уште 2 подпрограми, едната е за конкурентни региони, и што е многу интересно затоа што не можеме да ги запоставиме урбаните средини, дел од тие средства одат и за развој на урбани средини. Ѓуркова, со овие збориме за парите кои што се национални од националните фондови, односно од државата. Под предпоставка добивате 20 милиони денари за реализација за следната година. Која носи одлуката? За што ќе се трошат овие пари? Зборуваме за нашите национални, односно од државата обезбедени. Еве, по предпоставка 20 милиони денари добива Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Која носи одлуката што ќе се финансира и каде? Така, ние имаме од самото формирање на Центарот направено еден принцип, секогаш испраќаме допис до општините да достават до нас регионални проекти. Регионални проекти значи каде што се вклучени најмалку 3 општини или доколку се имплементира на локално ниво да има бенефит најмалку 3 општини од регионот. Тие се доставуваат до нас и потоа се свикува седница на Советот каде што седнуваат заеднички сите градоначалници и се договараат што ова година ќе биде следната година ќе биде приоритет за општините и за регионот и се носи одлука, се прави приоритетна ранг листа и така на основа на таа листа ние ги аплицираме проектите. Значи одлучуваат првите луѓе на 10 општини кои што партиципираат во Југоисточниот плански регион. Да, токму така. Добро, паралелно со тоа, вие како Центар за развој на Југоисточниот плански регион барате средства од меѓународни фондови, колку што ве разбрав на почетокот, така што тогаш веќе имате утврден проект за што ги барате тие средства, колку што ве разбрав, за да биде појасно на гледачите. Да, значи не е само програмата за рамномерен развој, јас морам да надополнам. Веќе 3 години поред има програма во Министерство за земјоделие за рурални патишта, каде што е потребно мала помош во однос обновување на земјоделските патишта до земјоделските површини, така да веќе 3 години поред аплицираме и добиваме средства од таа програма од Министерството за земјоделие. Исто така користиме финансиски средства во однос на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој, каде што имаме доста проекти спроведено во однос на асфалтирање на локални патишта, меѓутоа и обновување на неколку туристички локалитети и домови на културата во руралните средини, а исто така во завршна фаза се и 23 урбанистички планови за различни села во Југоисточниот плански регион. Тоа се од прилика средствата што ги користиме на ниво од државата. Имаме плюс средства, она што го аплицираме од прекогранична соработка од програмите. Тука се со Република Бугарија и Република Грција,
каде што морам да кажам дека редовно барем по еден проект имаме добиено и го имплементираме, многу често два во последните неколку години. Предпоставувам тоа се должи и на искуството на вработените и на тимот и зголемени капацитети, а исто така користиме средства од моментално зависи какви повици има и преку други меѓународни организации како што е Организацијата на Обединетите нации. Имаме и со нив спроведувано проекти, а во последно време она што интензивно се работи е со Швајцарската агенција за развој. Веќе спроведовме првата фаза на проектот Одржлив и инклузивен развој, каде што се имплементираа 4 проекти и многу други активности. И сега сме веќе на почеток на втората фаза, каде што ќе има отприлика финансиски средства за некој регион околу 250 до 300.000 евра. Меѓу редови, значи, вие ги следите сите повици и буквално аплицирате за проекти за доброто на граѓаните од Југоисточно-Плански регион. Штета да се пропушти повик. Така. Мора да се аплицира. Да, кои се проекти? Заштавме дел од проектите. Ако направиме еден пресек, колку се проекти има реализирано и спроведено Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион? Ова намерно ги поставам овие прашања со оглед дека имаме и нови градоначалници во Југоисточниот Плански регион, но и граѓаните да се информираат која е улогата и целта на самиот Југоисточен Плански регион. Па ете вака, нели, некогаш ако споредиме и со други региони, која ќе се каже како бројка може би и не голема, меѓутоа за 13 години се спроведени отприлика околу 100 проекти или некој дел од нив се уште се спроведуваат. Меѓутоа, нели, не е секогаш квантитетот, треба да гледаме и на квалитетот. Ние бевме исто така лидери во државата и како центар, што спроведовме еден од поголемите проекти. Како почетници, беше несвојствено сите аплицира со мали проекти, некаде од 20 до 30.000 евра, а нашите први проекти, ете како што беа, со отприлика вредност околу 300.000 евра беше уредување на градската плажа на Дојранско езеро. Што посебно ете ни е драг и како проект и како регионален проект освоивме награда на ниво на државата како најдобар регионален проект во нашата држава. Да, но сте како центар имате и милионски, ако не се лажам, тука е управување на сливот на река Струмица, каде што ги доциравте, опремувавте земјоделците, но и дел од локалните самоуправи изградија, понешто ако не се лажам, општина Василево. Се изградија неколку прочистителни станици, имаше 3 циклуси, што е најважното, многу земјоделци, фармери беа обучени во однос на тоа како да одгледуваат поквалитетно производство и да се намали штетното прскање с пестициди, користење на инсектициди и пестициди, како да добијат поздрави производи и секако да ги намалат трошоците во делот на производството, а многу голем дел од нив и добија грантови по 5000 швајцарски франци во опрема. Тоа е нашиот најголем проект, морам да кажам. Меѓутоа, бројот е доста голем. Ако се зборува во делот на колку финансиски средства до сега сме успеале да привлечеме кон нашиот регион, ако се гледа тоа во бројки, се некаде над 15 милиони евра за тој временски период. Да, во моментов кои се проекти се реализираат? Знам дека никогаш нема период без ниту еден проект Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион, како телевизија информираме за тековните активности на Центарот, но кои се проекти се реализираат сега во моментов со средства обезбедени од Центарот? Не може да нема проекти, мора постојано да има. Извини, Ѓуркова, но во однос на останатите плански региони имат некаде период без ниту еден проект, затоа сакам една компарација. Ние ја имаме таа среќа да граничиме со 2 европски земји и тоа ни овозможува да користиме од 2 програми. Морам да кажам дека во овој период веќе завршуваме со проекти од бирото, од програмата за регионален развој,
некои што нема добиено или нема шанси да користат од европските проекти се во фаза со швајцарската амбасада исто заврши прва фаза, еве сега за недела дена треба да ги потпишеме договорите за втората фаза, се имаат најдено во ситуација да речат еве скоро и да нема што да работиме, меѓутоа ете тоа не е случајот со југоисточниот плански регион. Ние пред отприлика до 31 октомври го завршивме еден проект со Грција, меѓутоа вториот проект се уште го имплементираме во однос на изработка на студија за биодиверзитет за југоисточниот плански регион, каде што има доста активности и тој ќе трае до нова година, така е планирано. Исто со Бугарија завршивме еден, меѓутоа ете на некој начин сме на почеток на друг проект. Мислам дека сега брзо беше тоа на телевизија. Се работи за набавка на опрема за сите пожарникари за гаснење на шумски пожари. Моментално е објавен тендерот, чекаме да заврши пред нова година и да може навреме да бидат спремни пожарникарите со нова опрема, да бидат облечени соодветно како што е потребно со цел и они да можат да реагираат ефикасно, меѓутоа и да бидат заштитени за следната година, ете кога ќе дојде делот кога е неизбежно да се појават шумските пожари. Од друга страна, само што склучивме договор со уште два нови проекти со Грција. Исто така, каде што е планирано со едниот проект е планирано набавка уште две нови возила за шумски пожари. Едното ќе биде за Гевгелија, каде што нели покрива дел од тој микрорегион и другите општини, а едното за општина Струмица, каде што го покрива Струмичкиот микрорегион, меѓутоа они се сите на некој начин регионални противпожарни единици и даваат помош буквално на сите општини во југоисточниот плански регион, па дури и пошироко, а другиот дел ќе работиме со младите, исто така, во делот на нивните предприемачки способности. Тоа е едниот дел. Во меѓувреме имаме уште еден проект каде што склучивме договор југоисточниот плански регион да делува како регионална канцеларија во делот на социјално предприемаштво. Веќе на ниво на државата е донесена стратегија за социјално предприемаштво и се очекува многу брзо да биде донесен и законот за социјално предприемаштво, а ние сме тука да го подготвиме нашиот регион и невладини организации, и постоечки, и долго невработени луѓе кои што ете сакаат да основат такви фирми да бидат меѓу првите во државата и да им ја дадеме целата потребна поддршка во овој дел. Да. Во однос на овој регионален центар за социјалното предприемаштво, предмалку што го спомнавте, мислам дека веќе имавте одредени сесии, едукации. Има ли интерес за формирање на социјални предпријатија или се уште е табу тема? Па не, ние... Со оглед дека имате реализирано еден ваков проект преку швајцарската агенција, заедно со граѓанскиот сектор, кој што повторно го истакна како еден позитивен пример за инклузија. Токму така, значи заеднички со невладината организација Избор спроведовме проект каде што обезбедивме дополнителна опрема и за едукација, меѓутоа и дополнителна опрема за сите луѓе, ете таа како ранлива категорија таму што се присутни, за да може да се направи една реинтеграција на тие луѓе, да се вратат и да се социјализираат во општеството. Добар дел од нив покрај тоа што се обучени остануваат да работат во Избор, затоа што се обезбеди соодветна опрема каде што нели се работи на пакување на органското земјоделско производство што они веќе го имаат, а од друга страна се набави опрема во пекарскиот дел каде што ете можат да изработуваат, да подготвуваат различни производи што се продаваат во пекарата Бегел. И тоа е една доста добра работа. Морам да кажам дека Избор важи е еден од најдобрите примери во нашата држава и секогаш го кажуваат како пример, го спомнуваат. Меѓутоа ете неможноста да се пререгистрира во социјално
предпријатие, затоа што се уште не е донесен законот, меѓутоа е еден многу добар и успешен пример и служи пример како другите. Заинтересираноста, морам да кажам, е голема, затоа што не ги опфаќа само ете тие ранливи категории, спаѓаат многу други различни, дури и трајно и со години невработени луѓе спаѓаат во таа категорија каде што можат да основат социјално предпријатие. Спомнавме неколку регионални проекти, но сепак рековме и на самиот почеток дека Центарот за развој на Југоисточниот плански регион аплицира, обезбедува средства и реализира и по локалните самоуправи за проекти кои што се од регионално значење. Има ли во моментов се реализираат по некакви проекти по 10 општини од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион? Спомнавте патишта, полски, нели оние програми. Имате ли такви проекти? Па повеќето сега ги имаме завршено, морам да кажам. Имаме завршено со асфалтирање буквално во сите 10 општини во нашиот регион. Она ете што завршивме со тендерската процедура, сега што ќе се почне со тие полски патишта и е планирано во општините Гевгелија, Богданци, Валандово и општина Струмица да се реализираат во однос на тоа колку финансиски средства доделува. Она што го чекавме, значи, беше аплицирањето до програмата за рамномерен регионален развој, која што ова година, 2021, се направи 2-годишна програма да биде. Меѓутоа мораше да се направи една измена на законот и од тие причини ете се уште чекаме да почнеме со реализација на тие проекти. Проектите се веќе одобрени, се чекаше, предпоставувам да поминат изборите, да биде после избори, да излезат во службен весник, за да можеме да почнеме со реализација на тие проекти, каде што е планирано отприлика со финансиски средства да ги добиеме околу 54 милиони денари за Југоисточниот плански регион. Ќе почнеме нели со тендерските процедури оваа година, а имплементацијата на терен ќе биде следната година. Меѓутоа, секој од општините беше спремна да даде свое собствено учество, се со цел да бидат офатено повеќе општини и да може секаде барем по нешто да се направи, така да вкупната вредност на овие проекти што ќе се реализираат со учество од страна на општините од прилика околу 70 милиони денари. Така. Кога ги спомнуваме локалните самоуправи, на самиот почеток рековте дека тие на наше барање доставуваат предлог, идеи, односно проекти со кои што Центарот за развој на Југоисточниот плански регион аплицира. Имате ли проблеми од некоја локална самоуправа да не ви достави или пак неиздржани проекти? Помагате ли вие? Како се до тоа функционира? Бидејќи сепак да бидеме малку и реални, оние по општини со поголеми капацитети се подготвени за доставување на предлози. Како се до тоа успевате да го амортизирате, бидејќи сепак на Конче е исто со Струмица? Па вака, секогаш важи девизата мисли регионално, делува и локално. Секој еден нормално е секоја една општина да гледа и да сака само за себе. Меѓутоа, затоа сме ние тука од Центарот, со текот на годините се учиме. Секој нов мандат на градоначалници, првата година имаме малку по локални проекти, меѓутоа затоа сме ние тука од Центарот. Даваме предлози како еден проект да се подобри, да се направи регионален, или да кажеме, за уредување на туристички локалитети, доколку се работи, да имаат предлог 2-3 општини, ги спојуваме како еден проект и со тоа даваме регионално значење, да се добие една квалитетна туристичка понуда во регионот. Нормално секогаш сме тука да помогнеме на општините, а тие што не доставуваат, ние сме упорни и се јавуваме. И повторно бараме. Така, вие барате за нивно добро. Да. Ова го поставив намерно, Ѓуркова, со оглед дека ова се веќе обезбедени средства за кои што нели вие мора да аплицирате средства, но колку локалните самоуправи имаат капацитети за веќе или се подготвени со готови проекти за да
аплицираат преку вас, односно да ви достават за да аплицирате, но кога имаш вакви проекти, добиваш слика дека може да конкурирате на други фондови. За тоа сакам. Колку ти имаат капацитети? Па вака, обично првата година нели разгледуваат што е тоа што го имаат како техничка документација. И некога се случува да аплицираат со проекти за кои немаат техничка документација и тие се тие моменти кога се договараме. Да, ова е добар, одличен проект, меѓутоа да го оставиме за следната година, до тогаш да се подготви таа техничка документација. Имало, нели, зависи од проектот, општини кога се договараат заеднички да аплицираат или да ја финансираат техничката документација, така да следната година веќе се спремни да го поднесат кон центарот, а центарот да подготви апликација и да аплицира за таков проект. Да, само за една потврда кон гледачите, за да се реализира одреден проект потребна е техничка документација, изработка на основен проект, инфраструктурен, така. Еден долг период од неколку месеци минимално за да се реализира еден проект. И одобрение за градба најважно. Без одобрение за градба просто едноставно проектот ќе биде одбиен. Перцепцијата кај граѓаните е дека треба веднаш да се реализира, затоа сакам да кажам дека е потребен еден подолг известен период. Имате ли веќе планови што ќе се реализира едната година? Или како што веќе ги спомнав, јас може и накратко да кажам, точно за кои проекти се работи, тоа што е планирано. Едниот проект е збогатување на туристичката понуда во југоисточниот плански регион, каде што се офатени општините Дојран, Кончева, Ландово, Гевгелија. Така, во секоја општина да се направи по нешто, уредување на манастири, уредување на дел од плажа, пат до туристички локалитет, секој различно, меѓутоа збирно направено како еден проект. Тука е општина Струмица, што да кажам локален проект, меѓутоа со регионално значење, да се асфалтира патот до прифателиштето што е изградено во Струмица. И уште мало уредување на просторот околу прифатилиштето со паркинг, со делови каде за рекреација на кучињата и така натаму. Планиран е изградба на локален пат на релација Погулјево Дамјан во општина Радовиш и она последна фаза заеднички проект на општина Ново село, општина Босилова, меѓутоа офаќа и дел општина Струмица, значи довршување на патот Бориево Колевшино. Тоа е пример на проект што го работиме веќе години. Некаде беше 2011 кога центарот аплицира за да изработи прво техничка документација за тој проект. Од кога беше подготвена техничката документација, аплициравме да го направиме. Предминатата година аплициравме повторно, се направија првите две фази и сега остана последната фаза да се заврши тој проект. Во зависност од тоа на финансиските средства што ги имаме достапни и секогаш тука се работи за цел регион, не може ако е поголем проект не може да се оди целосно и да се изостават другите општини. Идејата е во сите општини да се направи барем помалку, да може да се направи кај сите општини, барем еден проект да може да биде имплементиран. Еден од проектите за кои што се залагаше Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, секако и во соработка со локалните самоуправи, предмалку го спомнавте прифатилиштето на кучињата Скитници. Имаше најава дека од 1 декември ќе почне да стартува новото предпријатие кој што е начално регионално за заловување и хуман третман на кучињата Скитници. Очекувате ли да профункционира на 1 декември Ѓуркова? Секако дека очекувам, да, значи веќе е назначено лицето што треба да го води тоа предпријатие. Се работи за искусен ветеринар кој што работела во Република Грција, исто така во стационар во Атина и го има целото искуство и мислам барем според мене дека ќе може да го води. Она што беше како предлог на општина Струмица што излезе на почетокот за изградба на стационар, идејата ја прифатија сите 10 градоначалници, се реши да се изгради 2. Меѓутоа поради баш тие административни пречки, се уште вториот стационар не е изграден,
финансиските средства ние ги имаме на сметка на центарот, меѓутоа доколку до одреден временски период не почнеме и тие ќе ни бидат одземени, за жал ќе мораме да ги вратиме. Јас се надевам дека тие административни пречки ќе бидат решени и ќе може уште еден да се изгради за овој регион. Се набавија 2 возила за заловување кучиња и дополнително како центар аплициравме до Организацијата на Обединетите нации, каде што стационарот беше комплетно опремен натре и во делот на мебел, меѓутоа и комплетна медицинска опрема за третман на кучињата со операциона сала, со ехо, буквално со сите елементи што е потребно за еден стационар да функционира. Она што стационарот изграден, меѓутоа го чекавме на вториот, некако во еден лавиринт заглави со тие административни процедури, затоа решија градоначалниците да се оди првично со отварање на едниот стационар, кога ќе се изгради вториот стационар, тој да работи како подружница и така се донесе одлука во сите 10 општини. Веќе е регистриран стационарот, е одреден првиот човек кој ќе биде на стационарот за почеток. Она што сега се прави, се подготвува систематизација, значи Ке има кадар луѓе кои што ќе го работат оваа специфична дейност, би рекол, заловување и хуман третман на кучињата. Со оглед, имајќи во предвид дека за ваквото ова предпријатие Астра Луна, ако не се лажам, дадоа согласност сите 10 локални самоуправи. Но ова некако е регионално јавно предпријатие. Како ќе функционира? Кој ќе биде одговорен? Кадрите, но сепак, од каде средствата? Ете вака, значи беше направена и една студија исто финансирана од UNDP, каде што се дадоа предлог неколку варијанти како би било најдобро да функционира. Со оглед на тоа дека не се изгради второто, ја одбравме варијантата каде што е едно регионално предпријатие, каде што имаше одредено буџет колку би коштало тоа како вработено, со колку вработени би имало типот на вработените, профилот на вработените, колку ќе бидат трошоците за плати, медицински отпад, се извинувам, за одржување, меѓутоа и за возилата, за нивно одржување и така натаму, и една пресметка. Пресметката ја направивме ние тука во центарот, со каде што има еден основен дел, фиксен дел, каде што ќе учествуваат општините. Тоа е во однос на вработените за плати и сите трошоци за возила. Другиот дел ќе биде по куче. Во самата одлука за основање е дефинирано дека ова регионално предпријатие ќе има свој управен одбор и надзорен одбор. Ние ја почнавме процедурата во секој еден совет да даде предлог за член дали на управниот или надзорниот одбор, со тоа што е дефинирано доколку една општина даде член на управен одбор првите 4 години, следните 4 години дава на надзорниот и така да ротираат. Тие ќе бидат луѓето кои што ќе ги донесуваат сите одлуки, меѓутоа дел од оврските се и на градоначалниците, односно на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, односно по предлог на советите остана уште 2 општини, односно општина Богдинца и општина Гевгелија да достави одлуки, предлог од нивните совети кој би бил член, за да може Советот за развој да ги формира управниот и надзорниот одбор. Значи тоа е единствена работа што треба да се заврши за да може тоа предпријатие да почне да функционира, да го освои статутот и после да се почне со екипирање. Спомнавте финансирање од сите 10 општини, но и заловување по куче. Што значи тоа? Ако во општина Струмица се залова 100 кучиња, тоа општината треба повторно да доплаќа, да разјасниме за тоа? Да, така. Исто како што центарот се финансира во делот на платите, нормално, само во делот на платите, по 10 денари од глава на жител, таму има направено една табела каде што е подготвено секоја општина колку ќе плаќа. Нормално руралните општини плаќаат многу помалку, потоа наред доаѓаат урбаните, но мали општини и на крај Струмица, Гевгелија и Радовиш плаќаат најмногу затоа што и го имаат и најголемиот проблем. Значи тоа е како сума фиксна, а некаде од прилика околу 4000 денари повторно ќе биде по куче.
Така е планирано. Меѓутоа, тоа е првично, првата година, за да може да се направи еден пресек, дали тоа би требало да се намали како сума или да се зголеми. Со оглед дека е првороденче, ова не значи, ако е прифатилиштето овде во Струмица, дека ќе се работи само на теренот на општина Струмица, туку во моментов како што ќе функционира да работи Астра Луна, ќе има заловување на кучињата без уличните кучиња и во останатите општини, барем така. Да не мислат жителите од Нагебили дека тоа ќе биде само во Струмица. Не, засега тој работи како регионален центар, се до изградба на вториот стационар, каде што е баш на таа територија каде што се Гевгелиева, Ландово, Дојран и Богданци, но до тој момент кучињата од овој микрорегион ќе бидат носени тука, третирани. Веќе е во преговори, првиот човек на Астра Луна и со невладините организации со цел да се помогне, да ја подигнеме и свеста, да почнеме со кампања. Иако тоа не е нешто платено на центарот, меѓутоа ние како вработени установуваме вклучени во секој еден сегмент во функционирање на стационарот, затоа што сме посебно ние драг како проект, меѓутоа и волонтерски сакаме да дадеме свој придонес во буквално секој дел што може во делот на кампањата, волонтирање, како би направиле што повеќе кучиња да можат да се вдомат после третманот, а не да ги враќаме повторно на улица. Така. Кога може да очекуваме да се формира советот на градоначалниците со оглед дека тие се луѓето, односно тоа е органот кој што ги носи одлуките, а Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ќе ги имплементира? Кога можеме да ги видиме на едно место сите новоизбрани, мислам и оние кои што добија нов мандат во 10 општини во Истокот? Јас се надевам многу брзо. Најдобро би било и следната недела, затоа што и Центарот има активности, има одлуки за донесување и градоначалниците се нашите клучни луѓе. Во моментот сакам да направам посета и веќе го правам тоа на новоизбраните градоначалници, старите веќе знаат, сме работеле, мислам успешно сме работеле 4 години, меѓутоа новите од прилика да ги запознам што работи Центарот, како работи, кои проекти во нивните општини сме ги имплементирале, кои се плановите за воиднина, и со нови идеи, нови проекти, и да ги запознам во однос на работата на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. И се надевам најдоцна за 10 дена Советот ќе биде формиран и ќе почнеме да функционираме. Важите за, односно сите совети, барем досега беа функционални и едногласно ги носеа одлуките. Очекувате така да биде со овој совет? Па да. Јас сум секогаш оптимист и ентузијаст. Штом си градоначалник, тоа значи дека имаш високо ниво на свеста. Проектите што ги имплементира Центарот за развој се проекти важни за целиот регион. Тука не игра многу улога политиката, важно е да донесеме добри одлуки за регионот и за луѓето во нашиот регион. И јас мислам дека без проблем, тоа не е прв пат да имаме во Советот членови од различни партии. Било со мнозинство СДС, па потоа ВМРО, мешани совети, само минатиот беше од една партија. Дебати имало за рамките на одлуките, но секогаш се биле одлуките со 10. Да, така со консензус, се додека не се усогласат да ги решат, да ги испеглат ставовите, не се доаѓало до гласање, сите на крај да бидат задоволни, тогаш се гласа. И секогаш било со 10 за. Да. Што е она клучно да имаме еден регионален рамномерен развој? Освен Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, тука се клучни алки и локалните самоуправи, односно градоначалниците кои што ги спомнавте. Во таа насока, сите заеднички да работат на обезбедување средства за реализација на повеќе проекти. Што според Ѓуркова е она клучен сегмент? Едукација на општинските администрација да ги следи овие проекти, па да изготвува квалитетни проекти. Што е она клучно? Па повеќе фактори, секако најважни се градоначалниците. Јас би кажала затоа што почнува се од одлуката, меѓутоа важна е администрацијата, важен е и во општините и во Центарот. Квалитетна администрација
значи квалитетни проекти и добивање на тие проекти и имплементација на истите. Оно што е клучно и јас се надевам многу брзо за нас е Европската Унија. Тоа значи многу поголеми финансиски средства, а јас верувам и она што досега го имам видено, веќе општините од нашиот регион имаат капацитет и за подготовка на апликација, а исто така и за имплементација на такви проекти. Па дури и помалите општини веќе, тие што немаат, секогаш стоиме како центар на располагање да им помогнеме на тие општини. Меѓутоа, клучно е изголемување на средствата на програмата за регионален развој за нас, меѓутоа и отварање на нови други фондови каде што ќе можеме да црпиме се повеќе средства и да имплементираме повеќе проекти. И само за крај, на кои проекти сте најмногу горди? Ако мора да биде еден или два. Стотини проекти кои што ги има досега реализирано Да. Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Јас секако би го спомнала, значи би го кажала на прво место Дојранско езеро, затоа што беше уредување на плажата на градската плажа на Дојранско езеро, буквално го смени лекот на Дојран. Од таму се тргна. И навлече други донатори. И така Дојран повторно стана едно од најатрактивните туристички места. Тоа би го рекла, а посебно што сум драга и се надевам што ми е друг проект драг е изградбата на стационарот. Тој е уште во зачетна фаза, меѓутоа се надевам после една година сите, не само јас, и вработените во центарот, сите ние ќе бидеме горди на тој проект и ќе се фалиме надвор од нашиот регион како сме успешни во тој дел и полека го решаваме проблемот. Мислам дека сте први во Македонија кој што регионално го решава овој проблем. Па да, така. Добитници сте на многу награди, меѓу кои пред извесен период на еден меѓународен стваратели столјече ако не се лажам, во Хрватска. Добивте награда за придонес за развој на предприемништвото. Иако цело време ги спомнуваме локалните самоуправи, како дојде таа награда? Во рацете на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и тоа во топ 300 како беше на ниво на Европа, Југоисточна и Централна Европа. Да, на ниво на Југоисточна Европа. Значи начинот таму оди на преку предложување од страна на некои субјекти, за да добиеш награда и тоа што ни беше кажано таму поминува 5 комисии, 5 филтри, дали една општина, организација или фирма треба да добија награда. Ние имавме таа среќа да поминеме и мислам дека сме единствени до сега кај нас барем центар што сме добиле таква награда и посебно сме горди на таа награда. Јас се сеќавам на почетоците кога го основавме бизнис центарот во рамките на центарот, дека почнавме со мали чекори, може би се уште за некои мали и непрепознатливи, меѓутоа од ден на ден се повеќе даваме помош на предпријатијата, на организациите во делот на подготовка на проектни апликации, на аплицирање и до национални фондови, до фондот за иновации. Направивме тука една многу убава канцеларија. Јас се надевам веќе се погоди во времето кога почна корона кризата и не можевме доволно да го промовираме тој заеднички работен простор, каде што има можност поединци да дојдат да работат. Например, има многу фирми поединци каде што како програмери или проектанти, каде што им е потребен простор, а сам да отвори канцеларија кошта многу. Од тие причини го отворивме овој заеднички простор, каде што може да се обезбеди биро со компјутер, да работи во пријатна средина, од друга страна му стои на располагање сала за состаноци, каде што ќе може да ги одржува неговите бизнис средби. Со новиот грчки проект ќе купиме дополнителна опрема во овој дел од 3D принтери и 3D скенери, каде што компаниите ќе можат да тестираат и да прават своји производи бесплатно,
Така да, мислам дека постепено се етаблираме во овој дел како центар кој дава подршка на бизнис секторот. Да, сепак импозантна е наградата Старатели столјече. Но создавате и услови пред се за економски и индустријски развој на југоисточниот регион, со оглед дека носите повеќе одлуки, стратегии, планови барем околу индустријските зони. Ѓуркова, времето не прегази на некој начин, ти благодарам на ова интервју. Мислам дека успеавме на некој начин да го доловиме Центарот за развој на југоисточниот плански регион до граѓаните кои што секако очекуваат подобри услови за живот. Не од вас, туку и еден од клучните сегменти заедно со локалните самоуправи во наредниот период. Секогаш ми е задоволство да бидам ваша гостин. Благодарам уште еднаш вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе минути. Разговаравме со Жулиета Ѓуркова, прв човек на Центарот за развој на југоисточниот плански регион, кој што досега како центар има реализирано над 100 проекти и привлечено околу над 15 милиони евра во овој дел од државата. Пријатно.